Во време кога светот на автомобилите се менува, треба да се потсетиме на оние кои еднаш веќе го направија тоа. Меѓу нив, дефинитивно е Рено 16, кој како пионер на комби лимузините со 5 врати беше представен на почетокот на 1965 година. Терминот хеджбек тогаш не беше познат, исто како и неговата каросериска форма, која веднаш предизвика сензација и му ја донесе титулата автомобил на годината во Европа. Иако строго технички гледано не беше прв автомобил кој место класичен поклопец на багажникот имаше задна врата, тој беше трендсетер во автомобилската индустрија, чиј конструктивен концепт заради функционалноста денес е закон во повеќе пазарни сегменти. Дизајнерски одлично сработен, закосениот заден дел и маската налик на клунна птица му донесо елеганција со која се искачи доста високо во желбите на купувачите. Поседуваше и неколку иновативни технички решенија. Моторот од Леснар Лигура беше сместен надолжно, а манувачот беше пред него, што обезбедуваше солидна стабилност во возењето. Беше првиот автомобил со алтернатор наместо динамо и имаше и различно меѓуоскено растојание од левата и десната страна. Имено за да се обезбеди поголемата удобност, задното ослонување беше изведено со торзиони летви кои се протегаа по целата широчина на возилото, поставени една за друга, заради што десното тркало беше понапред од левото. Имаше диск со пирачки на предните тркала, а со соборување на задните седишта се добиваше простор во багажот од 1200 литри. На почетокот се нудеше со 1,5 литарски мотор со слаби 55 коњски сили, но постојаното освежување и дополнување на гамата придонесе да издржи на пазарот се до 1979 година, 3 години по појавувањето на неговиот наследник, моделот Рено 20. Заради сето ова се смета за еден од најуспешните француски автомобили и од него беа произведени 1.850.000 примероци.